Вонредниот инспекцијски надзор во Тетовскиот универзитет, кој покажа дека напредувањата на министрите за образование Арбар Адеми, заменик министрот за внатрешни работи Агим Нухиу и директорот на Државниот завод за индустријска сопственост Сафет Емрули биле согласно процедурата, е направен противуставно, тврди адвокатското друштво Наумов Менкиновски и партнери Скопје, кое го застапува инспекторот Ѓурѓи Илиевски, кој го откри пак скандалот во високото образование. Реагираа дека согласно записниците сериозно се погазени и уставот и законот за високо образование, бидејќи целиот надзор е спроведен согласно законското решение од 2018 за случај кој се случувал 2 години претходно, а тоа го покажуваат и записниците од надзорот. Илиевски се уште чека реакција и од антикорупцијска, каде уште пред 3 месеци ги достави документите со кои укажува на, како што вели, злоупотребата на јавните функции за унапредување на образованието. По низата закани кои ги добиваше, Илиевски доби и дисциплинска мерка против него токму од Државниот просветен инспекторат, според кој Илиевски сторил прекршок, па беше распределен на пониско работно место. Илиевски инспекторот кој јавно зборуваше за незаконските унапредувања на функционери од ДУИ на Тетовскиот универзитет. Имено министерот за образование и наука Арбар Адеми бил унапреден од асистент во доцент во период кога му умирува работниот однос на универзитетот во Тетово. Иста е состојбата и со унапредувањето од доцент во вонреден професор на Агим Нухиу. Третиот функционер, Сафет Емрули, бил унапреден од помлад асистент во 2010 година. Во 2013 станал доцент, а минатата година и вонреден професор. Случајот со спорните дипломи кој го белоден Илиевски се најде и пред Народниот правобранител, Хелсиншкиот комитет за човекови права, Канцеларијата на Европската унија во Скопје и низа други амбасади.